Господине Дончевски, вие сте и раководител и директор на отворениот граѓански универзитет овде во Струмица, нудите повеќе услуги. Во последно време се погласно се зборува за интересот од младите лица за одење на курсеви за негователи на стари лица, како и курсот за болничари. Каков е интересот досега и се бележи ли некаков раст во процентуално низ годините? Интересот може да се каже дека се зголемува поради тоа што во западноевропските земји има голема потреба од таков кадар. И дури имаме лица кои што доаѓаат специјално на одмор тука во Струмица, од странство, за да го посетат курсот болничари, за да можат тамо да најдат соодветно вработување. Сега, можем да кажем дека бројката на лица кои што поминале низ тие курсеви не е толку импозантна. Ако се има предвид дека со курсот сме почнале 1997 година, значи со обуката, например, за болничари, и до 2018 година низ таа обука за болничари поминале 186 лица, што воопшто не е некоја голема бројка. Тоа во просек на годишно ниво по некои 9 лица имаме. И сега, во последните години тоа се зголемува баш поради тоа, како што спомнав, нели, дека се повеќе има потреба во посебно Германија, Австрија, тука Централна Европа, од медицински персонал. Многу лекари заминуваат таму, а соодветно на тоа повлекуваат, се разбира, и таков персонал. Сега ние би сакале да има и повеќе интерес. Ние имаме склучен договор со нашата општа болница тука, кај што ги испраќаме на пракса и таму се стекнуваат со добри вештини и знаења од доменот, посебно нега на болни лица, иако ние сето тоа го ставаме под капата на болничари. Но фокусот, значи исходите од учење се претежно на негата на болни изнемоштени лица. Програмата опфаќа неколку целини, анатомија, пружање прва помош и нега на болни лица. И минимум пракса од 120 часа е зацртана во програмата, односно ние ведиме месец дена секој од тие кандидати да посетуваат, односно додат на пракса во болницата по 4 часа дневно, сосема доволно за да се стекнат со тие елементарни знаења и вештини, каде што веќе и можат да ги применат, нели, конкретно. Сега, нега на стари изнемоштени лица специјално како програма не ја форсираме затоа што сакаме да им дадеме малку пошироки, нели, знаења од доменот на болничарите, да речеме, за да можат да најдат соодветно вработување и како негователи и како испомош техничка некоја во болница и така натаму. Инаку имаме програми исто во соработка со други центри, програми за асистенти на деца со пречки во развој, да речеме. Имавме таков еден проект минатата година во сферата на општинско корисна работа. Помина 8 кандидати и секој пат се трудиме такви проекти да имплементираме, да обезбедиме еден вид вештини, знаења за кандидатите кои што ќе им се најдат, ако не тука, барем во странство, ама голем дел од нив и тука успеваат со тие знаења да се најдат. Така, дали го потврдувате фактот дека женската популација е позаинтересирана за следење на курсевите кои што ги нудите? Така е, значи, например, тие 8 кандидатки всушност беа, немаше ни едно лице од машкиот пол, да речеме, и претежно на курсевите кај нас имаме посетеност многу поголема од женската популација отколку од машката. Сега, кога зборуваме за технички струки, да речеме, градежни струки, тука доминираат мажите, техника, градежништво. Жените доминираат во медицинските струки, услугите, да речеме, козметика, фризери, масажа и така. Вашиот универзитет, покрај овие курсеви за негователи на стари лица, како и болничари, кои се другите услуги кои што ги нудите? Ние како институција значи нудиме секакви обуки, курсеви од доменот на неформалното образование, значи се работи за курсна настава, тоа значи курсна настава која е фокусирана на
конкретни исходи на учење, да речеме, кое што не се занимава со некои општи знаења од сферата на она што сака да се научи, на кандидатите им се нуди баш практично знаење, функционално применливо во самата струка. Нормално нудиме и странски јазици, нудиме компјутери, значи секаков вид неформално знаење, неформално учење кое што придонесува кон стекнување на одредени компетенции кои што можат да се применат или како дополнителни на работно место, еве на пример информатички знаења, странски јазици или конкретно за некоја квалификација. Ние не нудиме целосни квалификации, тоа се само делумни, значи одредени компетенции се стекнуваат за да може лицето да врши одредени работни задачи на некое работно место. Така и на почетокот од ова интервју ги спомнавме Германија, Австрија и многу други западноевропски земји кои што за жал или за среќа делот оние кои што ги завршуваат курсевите заминуваат на работа низ овие земји. Колку истите курсеви се признаени во овие земји или треба дополнителна дообука или дообразование? Так, сега знаете како Европската унија веќе има презема активности да се овозможни поголема проодност, нели, и да се отвори пазарот на труд, така што во иднина нормално ќе дојде и до сега и тука имаме кредитен систем, токму и во неформалното образование, и во иднина се надевам дека ќе нема тоа никаков проблем. Дали ќе се признава, нема ли да се признава, ние не сме се соочили, да речеме, со таков проблем, некој да излезе тука, од кај нас, и да каже, слушајте, знаењето вие кој ни го дава, не е валидно. Знаете, тоа, ако дојде до некакво признавање, тоа би требало да дојде на ниво на министерства, такво нешто немаме во неформалниот сектор, и ние стоиме зад тоа знаење, ним што им го даваме, се разбира. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека ќе се видиме повторно. Молам.